За една седмица на територија на општина Центар биле санкционирани вкупно 147 непрописно паркирани возила. Имено во периодот од 21.10. до 27.10. 2024 година. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар во соработка со сообраќајната полиција Скопје, со помош на специјалните возила Пајак, отстраниле вкупно 147 непрописно паркирани возила кои го попречувале нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот, известија од Паркинзи на општина Центар. Од јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар и општина Центар апелираат до граѓаните да ги почитуваат правилата и прописите и да ги паркираат своите возила само на пропишаните места, за да им се овозможи на пешаците и велосипедистите нормално и непречено движење по тротоарите и велосипедските патеки, а на возилата безбедно движење по улиците. Во текот на изминатиот викенд биле отстранети неколку диви депонии во повеќе скопски општини. Имено екипите на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје подигнале и транспортирале 115 кубни метри отпад од повеќе диви депонии, лоцирани во скопските општини Центар, Карпош, Газибаба и Ѓорче Петров, извести јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје. Активностите се одвивале на улицата Перонаков во општината Газибаба, каде што се отстранети 70 кубни метри непрописно одложен кабаст и мешан комунален отпад, како и на улиците Никола Парапунов во општината Карпош и Христо Батанџиев во општината Ѓорче Петров, каде што се подигнати вкупно 25 кубни метри отпад од диви депонии. Подигнати се 20 кубни метри градежен како и мешан комунален отпад од дива депонија, лоцирана на кејот 13 ноември во непосредна близина на Народната банка, информираше јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје. На општина Киселавода денеска едногласно ги донесе сите одлуки на 45-тата пленарна седница. Со гласањето за се овозможи ребаланс на буџетот за 2024 година, односно се обезбедија средства во износ од 140 милиони 954.076 денари за капитални проекти од повикот на владата, информираат од општината. Градоначалникот Орце Ѓоргиевски им се заблагодарил на сите советници за покажаното единство, нивната поддршка и конструктивен пристап за доброто на граѓаните и иднината на општина Киселавода. Ѓоргиевски потсети дека вчера биле склучени 2 договори со Министерството за транспорт и врски и еден договор со Министерството за животна средина и просторно планирање. За само еден ден од подпишувањето на овие договори, општина Киселавода е првата општина која веднаш ги вклучи во нашиот буџет, со цел да не се изгуби дополнително време при реализација на истите. Согласно динамиката и времето во кое ги добивме овие средства, се предвидува да бидат завршени во 2025 година, а истите денеска беа изгласани како развојни програми на општината. И тоа, реконструкција на постојна улична мрежа коловоз на улицата Ѓорги Димитров, реконструкција на коловоз и изработка на тротоар за патот кон манастир Пеленица, проект за уредување и изведба на подпорни зидови на речното корито на реката Мала Рада. Дополнително обезбедена е донација во основното училиште Невена Ѓоргиева Дуња, преку програмата Еразмус, истакна градоначалникот на Киселавода Орце Ѓоргиевски. Домот на културата во Ченто, градинката во Инџиково и спортската сала во Црешево стануваат реалност. Ова го соопшти градоначалникот на Газибаба Бобан Стевковски. Дополнително ќе изградиме и нова улица помеѓу Маџари и Керамидница, која е предуслов за изградба на нова детска градинка на овој простор, напиша Стевковски на Фејсбук. Имено градоначалникот на Газибаба информираше дека вчера во владата ги подпишал договорите, со кои се обезбедуваат средства за реализација на погоре наведените капитални проекти. Стевковски се заблагодари на премиерот Христијан Мицкоски, чија визија, како што рече, за историски напредок на општините од цела Македонија се реализира. Ова е време за историја во Газибаба. Се решаваат децениските проблеми и барања на граѓаните, порача Стевковски. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски вчера во владата го потпиша договорот со кој се обезбедуваат средства за реализација на втора фаза за изградба на спортската сала Работнички.
Денес во владата го потпишав договорот со кој се обезбедуваат средства за реализација на втора фаза за изградба на спортската сала Работнички, напиша Герасимовски на неговиот Facebook профил. Општина Центар ги исполнува ветувањата. Во салата Работнички во тек се подготвителни активности за започнување на градежните работи од прва фаза. Според идејното решение, салата ќе ги задржи истите димензии, но ќе биде целосно реконструирана со нов паркет и трибини, нови санитарни чворови и нов кров. Општина Центар работи за повторно да го врати сјајот на некогашниот шампион, соопшти градоначалникот Герасимовски. Во населбата Ченто во Скопје е изгубен човек. Семејството моли за помош доколку некој го забележал да ги побара. Се работи за Боголюб Митев, кој исчезнал вчера, а има 63 години и носи сив джемпер. Висок е околу 1,65 метри, слаб и со деменција. Тој е без документи, пари и мобилен телефон. Ако сте го забележале, побарајте ја Александра, која е негова ќерка, на 078 865 670. Во пресрет на денот на општината 3 ноември, општина Карпош организира традиционална крводарителска акција. Граѓаните од општина Карпош, но и други општини од градот кои се традиционално дарители или сакаат да даруваат крв, тоа ќе можат да го сторат в четврток на 31.10 од 9 до 17 часот во спортската сала на Општинското основно училиште Јан Амос Коменски во населбата Тафталиџе 1. Локалната самоуправа традиционално одржува крводарителски акции, потикнувајќи ги на тој начин и вработените во општината, како и граѓаните на општина Карпош, да даруваат крв и да бидат хумани. Večno che la sacra